Додека СДСМ го реализираше големиот проект Парите кај граѓаните, ВМРО ДПМН беше против секоја идеја и секој предлог парите да се вратат во семејните буџети. Мицковски и ВМРО ДПМН покажаа дека единственото нешто за кое што се грижат во претходните 11 години е како да обезбедат повеќе пари за нив и за нивната партија, па и по цена младите во континуитет да ја напуштаат нашата држава. Затоа на 15 јули изборот на вистина е едноставен. Тоа е избор помеѓу шанса за младите или шанса за ново богатење на ВМРО ДПМН. Во изминативе 3 години на вистина имавме фокус како да помогнеме младите луѓе полесно да дојдат до подобро работно место. Затоа само за 2,5 години стапката на невработеност кај млади лица падна од 48,6% на 35,3%. Тука не застануваме, бидејќи и оваа стапка мора да оди надолу. Тоа ќе го правиме и ќе успееме во тоа само ако обезбедиме и пари и политики кои што ќе отвараат нови работни места, подобро платени, со подобри услови за работа. Според оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2020 година веќе обезбедивме 1,3 милиарди денари. Тоа значи директна поддршка на младинското и женското предприемништво, кое што подразбира грантови за млади и за жени во висина од 5.000 до 15.000 евра. Тоа во исто време ќе значи и поврат на целиот персонален данок на сите нововработени до 29 години во првите 2 години од нивното ново работно место. Овие пари ќе ги плаќаат работодавачите во буџетот, а ние ќе ги вратиме директно назад на сметка на младите до 29 години. Во поранишното македонско село ќе формираме стартап село или стартап вилидж, кој што ќе нуди физички простор за сите оние млади кои што планираат да почнат со бизнис или веќе почнале со бизнис. Тоа ќе им ги намали трошоците за работа и тоа ќе им даде шанси на вистина да го развијат својот бизнис. Ќе продолжиме со мерката со која даваме поддршка од 3.000 денари за секој млад до 23 години кој што со завршено средно образование заминал да работи во производство. Тоа значи дека со овие средства ќе финансираме поголем број на млади да се вклучат во пазарот на труд и да обезбедат шанса за подобра иднина. Наша цел е во следните 4 години, секоја година, стапката на невработеност да ја намалуваме за 3% годишно, со цел на крајот на мандатот за прв пат во нашата историја да стигнеме до едноцифрена бројка на стапката на невработеност. На 15 јули и младите ќе гласаат за нова развојна македонска економија. Ќе гласаат за повеќе шанси за себе, за своите пријатели, за сите млади во државата и ќе гласаат повеќе пари повторно да завршуваат во нивните семејни или во нивните бизнис буџети. Заокружете го бројот 3, затоа што парите ќе одат кон граѓаните, меѓутоа парите ќе одат и кон младите.